Весна Алексиќ, ловец на глуварчиња. Сакам да знам. Во нашата куќа нема телевизор. Тоа не е затоа што сме сиромашни па не можеме да го купиме. Не станува збор за тоа. Така своевремено одлучивме со татко ти и точка. Шлус, ми рече мама кога илјадапати ја прашав зошто само ние немаме телевизор. Тоа шлус е странски збор кој мама често го користи кога разговара со мене и во некои ситуации тој збор на вистина одлично ми звучи. Не ми е симпатичен во врска со телевизорот. А мама постојано ја повторува приказната дека некој филозоф, уште на крајот на минатиот век, кажал дека телевизорот, како коза, ќе ни го избрсти паметот. Еднаш замислив коза како брсти трева од екранот и тоа ми беше смешно. Не можев да замислам како изгледа паметот, но гледам дека ситуацијата е сериозна што мојата мајка Сенка ќе се намурти. Сенка не смее да се мурти бидејќи тогаш на челото и се врежува една брчка чија трага долго се гледа, дури и кога ќе заборави за што воопшто се муртела. Сенка е убава и млада и не треба да има брчки. А јас треба да имам телевизор. Такво суштество сум јас. Ценно ми е дали ќе биде мал, среден или од оној големиот плазма. Моите родители одлучиле јас да растам без телевизија, но затоа јас одлучив дека некогаш ќе имам 3 деца и дека секој од нив во својата соба ќе има свој личен телевизор. Тоа би биле 3 телевизори за 3 деца. Што ако тие бидат невнимателни, ако го оставаат телевизорот вклучен? Тогаш јас ќе морам да трчам по собите и да ги исклучувам, ќе мора да ги предупредувам, а тие не би ме слушале, би морала да ги покорувам, а тие повторно не би ме слушале. И тоа би било напорно. 3 соби, 3 деца, 3 телевизори. Па, престанав да размислувам за тоа. Таа одлука можеби треба да се остави за подоцна. Веднаш можете да предпоставите дека работата е слична и со мојот мобилен телефон. Јас сум единственото дете кое завршило прво одделение и кое нема мобилен. И повторно, не затоа што сме сиромашни, туку затоа што тоа е одлука на моите родители, иако таа не е долгорочна. Се уште постои некаква надеж. Кога ќе наполниш 10 години ќе добиеш мобилен телефон, ми вети мама. Тогаш ќе ми дозволела да поминувам и повеќе време пред компјутер. Во право се ако помисливте дека сега не ми го дозволува тоа. Воопшто не ми дозволува освен во собата и тоа само 1 час. Тогаш вообичаено цртам и бојам во Photoshop. Тоа ми се допаѓа. Многу е лесно, верувајте ми. Со еден потек ја одделувам земјата од небото, додавам ливада, огромно дрво и облачиња. Цртам дури и дувла под тревата и под земјата. Тоа се станови за картови за зајаци. Во становите им ставам фотели, маси, столови, креветчиња. Ги цртам и нив, зајчињата и картовите. На кратовите задолжително им доцртувам очила затоа што имаат слаб вид, па многу ми е жал за нив. Мама Сенка секогаш се воодушевува. Таа се разбира во таа работа затоа што предава цртање и сликање во школото за дизајн. Таа е строг професор, но мене секогаш ми вели: "Леле, колку си детална, Маша." И се допаѓа што сум детална и што уредно бојам, но и програмата е практична. Со вистински бои хартија ми се случува да се извалкам и да се намачам. Ево, тоа е и штосот, ми вели мама. Тоа е вистинската работа, а не виртуелната. Така вели. На компјутерот гледаме филмови. Тоа е вистински зверот компјутер, како што вели мама. Голем екран и голем филм. И колачи се разбира. Кога го гледавме Господарот на прстените ни беше прекрасно. Во тој филм, доколку сакате да знаете што се случува во тој филм и понатамошните авантури на Маша, можете да ја најдете книгата и да ја купите во продажните салони на Либи.